Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци денеска ги отвори вратите за полуматурантите идни средношколци. Беше организиран отворен ден со цел учениците кои се на крстопат каде да го продолжат своето образование да се запознаат со условите кои се нудат во ова училиште. Најнапред присутните ги поздрави директорот на училиштето Горан Велковски, кој потсети дека најдобрите ученици ќе добиваат и стипендија за школување од компании со кои соработува училиштето. Чест ми е како директор на ова воспитно-образовна институција да го поздравам вашето присуство и да изразам задоволство што сте тука во голем број. Овој настан го нарекохме отворен ден на училиштето и е можно сидните средношколци да се запознаат со работењето на училиштето, да остварат непосредна комуникација со наставниот кадар и педагошко-психолошката служба во училиштето и директно да се запознаат со различните активности, проектите и условите за работа во училиштето. Нашето училиште е отворено за многу надворешни лица и стопански организации со кои соработува за подобро изведување и усовршување на наставниот кадар како стручно средно училиште и профилирање на млади едуцирани кадри. Нашето најголемо богатство се нашите ученици и затоа постојано вложуваме во нивното знаење и напредување. За таа цел подпишавме неколку меморандуми за соработка со кои се обезбедуваат стипендии за најдобрите ученици. По завршувањето на училиштето, стипендистите на ЈП Македонски шуми, Винарска визба Тиквеш и ЈАД Гоце Делчев имаат можност да стекнување работен однос во овие стопански организации. Почитувани идни средношколци, ве покануваме да го поминете најубавиот период од вашиот живот во нашето престижно училиште и да одберете една од можностите што ви се нудат како решение за вашата иднина. Благодарам. Лозаровинарската и ветеринарна струка и од септември ќе биде достапна за новите средношколци. Денеска е голем ден за нашето училиште, имаме Open Day или отворен ден за земјоделско шумарско училиште од Кавадарци Ѓорче Петров. Ми е чест задоволство правење ценните медиуми што сте ви тука заедно со почитуваните ученици, деветолетки од нашите основни училиште и нивните класни раководители. Една благодарност до директорите пред се, до нашиот директор, до цевкупниот наставнички колегиум за супер добрата организација. Мислам дека јас сум професор Ефремчо Николов од земјоделско-ветеринарната струка и имаме што да понудиме на нашите идни ученици. Земјоделско-ветеринарната струка оваа година треба да упишат два профила со 4 годишно образование. Тоа е лозаровинарски техничар и техничар за фармерско производство, потоа техничар за агроменаџмент и со трети степен имаме два профила, тоа е цвечаро-градинар и лозар-овоштар. Пред се голема благодарност сакам до деловите субјекти, бидејќи нашето училиште е од отворен карактер и посебно при извршување на практичната настава имаме многу плодна соработка, поготово ова година со нашите деловни партнери од земјоделската и од шумарската струка. Пред се за земјоделско-ветеринарната струка Винарска визба Тиквеш, што е бренд на Балканот, дава од 3 до 5 стипендирање со 1500 до 2000 денара месечно, значи 4 годишното образование со можност за нивно идно вработување. Значи таа соработка си постои и вчера подпишавме меморандум за соработка и со акционерско друштво Гоце Делчев со господин Ристо Милев, една благодарност значи до Донив за стипендирање исто на наши ученици кои што се и по успех и по кодексно одесување и по извршување на практична настава, значи овој најдобар резултат кој ќе покажат. Уште еднаш апел и до нашите ценните родители да ги усмерат нивните ученици во стручното образование, бидејќи струката е предизвик за сите, бидејќи се залагаме значи за чиста животна средина, здрава животна средина, за аграрна значи земја и мислам дека нивниот позив на нашите полуматуранти со отворено срце ќе го чекаме кај нас, бидејќи се и подготвени како наставен кадар, како стручен кадар и како материјално-технички услови значи за идна соработка. Новина од новата учебна година е стартувањето на медицинско-фармацевска струка. Фармацијата е здравствена струка која ги поврзува хемијата и медицината како науки и обезбедува безбедно користење на фармацевските дроги. Фармацевтот е професионалец кој што се грижи за оптимално користењето на лековите за да има позитивни резултати кај луѓето. Оваа струка е доста важна во секојдневното живење и ние утврдивме дека има потреба на пазарот на трудов за ваков вид на профил
во рамките на медицинската струка, па решивме да отвориме струка за да тоа му го приближиме и на нашите деца од Кавадарци и пошироко од регионот. Се надеваме дека со отварањето на оваа струка ќе им ја олесниме и работата на родителите, со тоа што ќе им ги намалиме трошоците, а ќе му обезбедиме да нивните деца си го остварат својот сон. Во Ѓорче Петров ние имаме обезбедено услови за квалитетна настава и квалитетно одвивање и образување на овие кадри. Дрвопреработувачката струка и струката за пејсажна архитектура се дел од секојдневието и со голема иднина. Денеска отворен ден, учениците да го видат стварно едно од најубавите училишта во Република Македонија и најстарото училиште од областа на шумарството и дрвната индустрија, да видат дека ова е стварно училиштето на иднината. Денеска сите се бориме за здрава животна средина, сите сакаме домовите да не бидат добро уредени, двориштата, така да тука е таа иднина. Во нашето училиште освен тоа имаме и за здрава храна, па да бидеме и ние здрави со формацијата и викам дека ова е стварно едно училиште кое што во Македонија и Кавадарци стварно треба да биде иднина и треба овие ученици и родители стварно да се замислат каде ќе се запишат и таму е иднината. Бидејќи екологијата сите гледаме цело време сме загадени, пием честици, ние сме тие кои што тоа ќе го средиме. Затоа ни треба такви кадри. Имајќи го тоа во предвид, ЈП Македонски шуми од оваа година од 5 до 7 ученици ги стипендира со одредена сума до 2000 денари и после тоа директно можат да се вработат во ЈП Македонски шуми. Доколку се одлучат да одат на факултет, како нивни стипендисти ги вработуваат како инженери. Тоа е прв пат во Македонија, не знам некој друго училиште да има таква соработка, ние сме отворени со сите стопански субјекти и мислам дека е вистинско време веќе граѓаните на Кавадарци и Република Македонија да сванат каде е иднината. Таму е Македонија, таму ќе се движиме. Би му посакале добре дојде на сите ученици, нашите професори и телефоните се 24/7 за нив, работиме со нив само да направиме добри луѓе за ова општество. За учениците кои дојдоа да се запознаат со ова средно училиште беше организирана и богата наградна игра.